Како институциите од САД виделе дека има корупција, а македонските институции не. Премиерот Ковачевски, како што туку да стапил на функција, изненаден од функционирањето на македонскиот правосуден систем. Иако рече си да нема извештај од меѓународна институција која не упатува критики за македонското правосудство и владењето на правото, премиерот сега, по црната листа од Стейт Департментот, се сети дека на македонскиот правен систем му бил потребен, како што рече, итен ремонт. Ковачевски им порачај на советниците во општина Струга добро да размислеле за идната соработка со актуелниот градоначалник Рамис Мерко во однос на мандатот на Мерко. Тој сам ќе треба да даде одговор дали ќе продолжи на функција. Пораката е дека нашите институции, зборувам за истражните и правосудните органи, треба да ги испитаат наводите кои што се наведени во самото соопштение на Стейт Департментот. Исто така треба и да се запрашаат како тоа Соединените американски држави дошле до такви информации на кои што е базирале својата одлука, а се наоѓаат на неколку илјади километри од тука, а нашите органи не дошле до такви податоци во текот на сите изминати години. Ова само уште еднаш потврдува дека на нашиот истражен и правосуден систем му треба генерален ремонт. Ковачевски да одговори чив пион е обвинителот Јовески, а не да ја префрла вината на обвинителството, реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Од опозицијата посочуваат дека Ковачевски треба да побара Мерко да се поднесе оставка, а не да продолжи да ја врши функцијата. Кој е на власт последните 6 години? Кој велеше дека ќе донесе живот и правда за сите? Чив човек и пион е првиот обвинител, Љубомир Јовевски. Глумењето паднато од Марс на Ковачевски е навреда за интелигенцијата на народот. Инаку, градоначалникот на Струга во јавноста е препознатлив по трошење големи суми народни пари. Во 2018 со пари од општината се купи автомобил Ауди А6 и 4 Шкоди во вкупна вредност од 114.000 евра. Лани, со амин на советниците од ДУИ СДСМ во годишниот буџет на општината се обезбеди над 81.000 евра за репрезентација за себе и за локалната самоуправа. Од овие пари, тој на располагање имаше над 48.000 евра. Мерко не штедеше ни на гозби. Според податоците на Отворени финансии, за период од 6 месеци пред 2 години на 3 угостителски објекти им исплатил над 9.000 евра. Во еден истен се случувало таткото на Струга да потроши над 2.000 евра во кафејана. Во 2022 Мерко пак си потрошил над 27.000 евра од општинскиот буџет или неделно над 2.000 евра на гозби и гоштевања.